Рокот од 6 месеци кој коалицијата Вреди го даде за отварање на уставот и внесување на бугарите во него повеќе не важи. Уставните измени кои беа приоритет во предизборието сега може да почекаат, а од коалицијата велат дека не станува збор за притисок од партнерот во владата ВМРО ДПМН, туку поради политичката нестабилност во Бугарија и предстојните избори, седми во изминатите 3 години во соседната држава. Имајќи ја предвид состојбата во Република Бугарија, сметам дека има простор тука во координација, пак велам, со меѓународниот фактор да се пролонгира и рокот. Од Вреди се децидни дека е неопходна стабилна влада во Бугарија за да може со посредство на меѓународната заедница да се разговара околу отварањето на уставот и внесување на бугарите, но не прецизира дали се согласуваат со идејата на партнерот во владата ВМРО ДПМН за уставни измени со одложено дејство. Моментално имаме соседба во друга земја, што не е стабилна од аспект на владење на извршната власт. Така што, се додека не можеме да обвинуваме за нешто кога втората странка, битна во целиот процес, нема стабилна влада или нема човек што може да преговори на конкретната тема. Така што не зависи од Македонија конкретниот случај. Од СДСМ пак и порачаа на коалицијата Вреди да ги исполни дадените ветувања, бидејќи токму заради нив ги освоиле гласовите на граѓаните. Ако влен ова им го вети на гласачите кои што дадоа доверба и со чија што помошти и станаа дел од владата, тогаш очекувам дека ќе се ги исполнат тие ветувања. Околу барањето на дуи за ветинг на носители на јавни функции, бизнисмени и процесот на приватизација од 1991 година па до сега, кој би го спровеле меѓународни експерти, од коалицијата Вреди одговорија дека се подготвени да поднесат амандмани за измена на уставот, со што ќе се овозможи ревизија на сите правосудни постапки за поранешни или сегашни избрани и именувани лица, кои се прекинати заради застареност на евентуалната кривична одговорност. Со овој амандман се дополнува членот 52 од Уставот на Република Северна Македонија. Предложениот амандман ќе биде основ и ќе отвори можност со измени и дополнување со нов член 112а во Кривичен законник да се предвиди одредба со која евентуалните кривични дела сторени од избрани и именувани лица, кои се категоризирани како кривични дела против службената должност, никогаш да не застаруваат. Од Вреди им порачаа на дуи доколку на вистина сакаат да се борат против корупцијата и криминалот, а не само декларативно да ги поддржат амандманите за измена на уставот.